Почитувани гледачи, ова се вестите на телевизија Здравкин. Во нив ке гледате. Здравствените власти состојбата со коронавирусот во Велес ја оценуваат како критична. Утре ќе заседава Советот за безбедност кај председателот Пендаровски. Дали ќе имаме полициски час? Портпаролот на владата Арсовски потенцира дека би било неодговорно Заев да си даде оставка. Состојбата со коронавирусот е критична, вака ја оценуваат состојбата со вирусот епидемиолозите од Центарот за јавно здравје Велес. До синоќ од почетокот на епидемијата на територијата на Велес и Велешко се регистрирани вкупно 1501 случаи на COVID-19, а утринава до 12 часот Центарот за јавно здравје Велес бележи 38 оздравени пациенти, како последица од коронавирусот починаа 46 лица од Велес. Здравствените власти состојбата со коронавирусот во Велес и Велешко ја оценуваат како критична, како што известува началничката на Центарот за јавно здравје Велес доктор Билјана Трајкова. До синоќ од почетокот на епидемијата на територијата на Велес и Велешко се регистрирани вкупно 1501 случаи на коронавирусот. До утринава до 12 часот се регистрирани 38 оздравени пациенти, со што вкупната бројка на излечени од коронавирусот се искачи на 739, како последица од коронавирусот досега починаа 46 лица. Како што известуваат од Центарот за јавно здравје, во нивната работа не се вклучени студенти од 6-та година по општа медицина, како што се вклучени дел од студентите во различни установи низ градовите во нашата држава. Епидемиолозите апелираат до граѓаните да бидат внимателни, трпеливи и да се придржуваат до наведените мерки. Советуваат да не се групираат во домашни услови со пријатели или други познаници, освен со своето семејство, и да носат заштитна респираторна маска со цел заштита на јавното здравје. Полициските службеници на секторот за внатрешни работи Велес и во текот на изминатото деноноќе имале полни раце работа. За непочитување на уредбата за носење на лична заштита евидентирани се 60 лица, од кои 29 во Велес, 21 во Кавадарци и 10 во Неготино. Против овие лица ќе следуваат соодветни мерки. Продолжуваат инцидентите и со кучињата скитници. Вчера во 1 часот во СВР Велес било пријавено дека ДЖК на 32 години од Велес на плоштадот Којник била касната од куќе. Од Министерството за внатрешни работи апелираат до сите граѓани почитување на мерките за заштита. Ве подсетуваме дека од вчера па до 20 ноември Општинската организација на Црвениот крст во Велес организира активности за постарите лица за превенција и справување од COVID-19 во рамки на неделата грижа за стари лица. Информациите за нашата телевизија ги дава секретарот на Црвениот крст Орце Николов. Под мотото "Сите сме нивни деца", во рамки на неделата за грижа на стари лица, во периодот од 16 до 20 ноември 2020, Црвениот крст при Општинска организација Велес организира активности за постарите лица за превенција и справување од коронавирусот. Секретарот на Црвениот крст Орце Николов за нашата телевизија ги соопшти деталите. Под мотото "Сите сме нивни деца", оваа година тоа го правиме во посебни услови како што и сите останати работи, во е пандемијата на COVID-19, затоа решивме како Црвен крст да им се најдеме на постарите наши сограѓани за најосновните работи, односно за набавка на храна, за набавка на лекови и за сите останати производи кои што можеме да ги завршиме за побрзо време, а за тие да не мора да испаѓаат од нивните домови и да не се изложуваат на дополнителен ризик за да се добијат COVID-19, или ќе знаеме дека тие се токму таа најризична категорија на граѓани. Како што известува Николов, располагаат со еден мобилен тим во текот на денот. Тие се повеќе волонтери кои доаѓаат во различни денови, така да секој ден имаат по еден тим со по 20 волонтери. Кои што одговараат на телефонските линии, ја запишуваат на рачката, одат пазарат тоа што побарал било кој од граѓаните кои што се јавил на отворените телефонски линии и секако потоа се носи на домашна адреса, каде што луѓето кои што си го порачале сето тоа треба само да го платат.
Морам да кажам дека телефонските линии кои што се отворени за оваа намена се 071 274 223 и 076 368 066. Мобилните тимови ќе работат во една смена од 10 до 15 часот за нарачка и достава. Од утре на Пладна ќе заседава Националниот совет за безбедност, каде што покрај редовните членови ќе присуствува и министерот за здравство доктор Венко Филипче. Како што известуваат од кабинетот на председателот, ќе се разговара за состојбата со пандемијата на коронавирусот, дали ќе се разгледува опцијата полициски час, како што најави вчера премиерот Заев. Останува да видиме во текот на утрешниот ден. Председателот на државата Стево Пендаровски за утре на Пладна закажа седница на Националниот совет за безбедност, на која, како што е соопштено покрај редовните членови на советот, е поканет и министерот за здравство доктор Венко Филипче. На 10-та седница на Советот за безбедност ќе се разговара за актуелната состојба со пандемијата на COVID-19 на територијата на нашата земја и мерките и активностите на надлежните институции, се вели во соопштението на кабинетот на председателот. Синоќа премиерот Зоран Заев најави дека е можно да се разговара за воведување на полициски час, кој би започнал во 17 или во 18 часот, како мерка за намалување на ширењето на коронавирусот. Додека пак, како што извести на денешната пресконференција, портпаролот на владата Муамед Хоџа, на вчерашната седница не се разговарало конкретно за прогласување на вонредна состојба. Но се очекува прво да има седница Советот за безбедност кај председателот на државата Пендаровски. Не се исклучува можноста до крајот на неделата владата да има седница каде би донело други мерки со справување со ковид пандемијата и за кои истите јавноста ќе биде информирана. Дали ќе се разгледува опцијата за вметнување на полициски час како рестриктивна мерка за заштита од коронавирусот, останува да видиме во текот на утрешниот ден. Дали председателот Зоран Заев ќе си поднесе оставка како што претходно најави, ако нема датум за почеток на преговорите? Одговарајќи на ова новинарско прашање, портпаролот Душко Арсовски потенцираше дека би било неодговорно да се размислува во насока за давање на оставка, токму кога само пред неколку месеци мнозинството граѓани ја дале својата поддршка на сегашната влада. Одговарајќи на новинарското прашање за тоа дали председателот на владата Зоран Заев ќе се остане на зборот дека ќе поднесе оставка како што најавил претходно, ако нема датум за преговори, портпаролот на владата Душко Арсовски потенцираше дека би било неодговорно да си поднесе оставка. Неодговорно кон мнозинството граѓани кои што дадоа само неколку месеци претходно поддршка токму на оваа влада за да ги водат одговорни политичари и убедени дека ќе се реализира европската агенда. Владата останува посветена на реформите кои се дел од патот кон членство во Европската унија. При тоа портпаролот Арсовски во својот одговор додаде дека во март имало исклучително позитивен извештај од Европската комисија за реформскиот напредок, каде земјата е понапред и од другите земји кои што веќе преговараат. Така што фокусот на оваа влада останува на она што беше определба пред изборите и навистина би било неодговорно да се во таа насока да се размислува за некаква оставка. Во периодот од 9 до 15 ноември инспекцијските служби спроведеа 4822 контроли. Ова денес, како соопшти председателката на инспекцијскиот совет Магдалена Филиповска-Крашкова во продолжение дел од нејзината изјава. Државниот здравствен и санитарен инспекторат во овој период изврши 80 надзори, врз основа на кои изрече и 6 решенија. При тоа, овој инспекторат, кој што покрај вршењето на надзори во здравствените установи, задолжен е и за издавање на решенија за изолација, во посочениот период издаде вкупно 13.676 решенија за изолација на заболени лица од коронавирус и лица кои што биле во контакт со заболено лице. Во истиот период инспекторите од Државниот пазарен инспекторат извршија 3068 контроли и дополнително уште 619 надзори поврзани со почитување на здравствените протоколи за отварање и работа на кафетерии и угостителски објекти кои послужуваат храна, но и согласно останатите материјални закони по кои што овој инспекторат постапува.
При овие контроли од страна на пазарните инспектори изречени се 31 прекршочна пријава, од кои 2 прекршочни пријави се поради непочитување на Законот за заштита на население од заразни болести. Овие 2 прекршочни пријави се поднесени против еден угостителски објект во Гостивар, во кој не се почитувало работното време, односно истиот бил затакнат дека работи после 21 часот, и против еден угостителски објект во Охрид, во кој не се почитувало ограничувањата за најмногу 4 лица на една маса. Делумен карантин во Турција од 20 ноември. САД се соочува со недостаток на маската N95. Здравствените власти во Америка итно одобрија ставање на пазарот на брз тест за лична употреба за откривање на COVID, кој дава резултати за 30 минути. Во продолжение правиме преглед на најважните случувања од светот. Турција најави дека новите мерки за ограничување на работното време во рестораните и кафелињата, како и воведувањето делумен карантин за викендот ќе стапат на сила вечерта на 20 ноември, според изјавата на министерот за внатрешни работи. Ресторани, кафелиња, трговски центри и фризерски салони ќе можат да работат од 7 до 17 часот, се вели во соопштението, додека рестораните и кафелињата ќе бидат отворени само за услуги за достава на храна. Според новите забрани кои стапуваат на сила од петок во 17 часот. Киносалите ќе бидат затворени до крајот на годината. Владата соопшти дека ќе воведе и построги мерки против коронавирусот поради зголемувањето на случаите во последните неколку недели. Анкара во вторникот извести за 3819 нови симптоматски случаи и 103 смртни случаи поврзани со COVID-19 во земјата, со што вкупниот број на жртви достигна 11704. Соединетите американски држави вчера како дел од борбата против пандемијата итно одобрија ставање на пазарот на брз тест за лична употреба за откривање на COVID, кој дава резултат за 30 минути. Американската агенција за лекови го одобри тој назален тест кој може да го користи секој кој има 14 години и повеќе, доколку се сомнева на инфекција со коронавирусот. Приборот кој го произведува една фармацевтска компанија може да се набави со рецепт на лекар и чини помалку од $50 американски. И тоа е првиот тест што секој може да го направи сам дома и да го прочита истиот. Епидемијата на COVID-19 се шири во САД, а со тоа и недостасува маската N95. Овие се маски кои неодамна се користат за заштита од смог, издувен газ, гасови за согорување и прашина. Американските залихи полека исчезнуваат, а многу граѓани се принудени да се самоуправуваат, пренесува USA Today. Милион американци шијат заштитни маски од рециклирана тканина и други материјали. Експертите велат дека алтернативните методи не се доволно ефикасни, но може да го спречат ширењето на индивидуалните бактерии. Сепак некои не се дизајнирани да го спречат пренесувањето на коронавирусот. Единствената маска признаена од страна на американските центри за контрола на болести како ефикасно средство за заштита е маската N95. Сите други направени дома може да послужат како заштита од допирање на лицето, вели асистентот на Националната гарда Њујорк, капетанот Майкл Дойл. Следно информираме за временската прогноза. Дознаваме какво време имаме денеска, но и какви температури ни очекуваат во Велес во наредните 3 дена.
Почитувани гледачи, овде е крајот на вестите. Повеќе информации најавувам во следното информативно издание. До тогаш пријатно!